Работна средба за надградба на проектот за одржливо управување со жетвените остатоци, како дел од програмата за зачувување на природата во Република Северна Македонија, втора фаза, се одржа во ресторанот Аледар во Кочани. Главна цел на проектот е подигнување на јавната свест кај земјоделците да не ја палат сламата после жетвените активности, туку да може да ја искористат за дополнителна употреба, односно за добивање на компост, тоест ѓубриво, кое би се користело за ѓубрење на земјоделските површини. Како основна цел на овој проект е да се искористат жетвените остатоци, односно сламата после жнењето на оризот за дополнителна употреба, односно заедно исто да се искористат во пречистителната станица, каде што со милта од отпадните води да се измешаат и да се добие една нова дополнителна употребна вредност, тоест компостот. Пред присутните земјоделци, представници од општината Кочани и од КЈП Водовод, од Источнопланскиот регион, од подрачната единица на Министерството за земјоделство, подрачните единици на Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството и Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој, беа представени главните бенефити од користење на оризовата слама за компостирање на отпадната мил и беше објаснето дека тоа представува добра алтернатива веќе да не се палат страништата, бидејќи на тој начин не се подобрува, туку се оштетува почвената површина. Како што знаеме, палењето на страништа е забрането со закон, но и покрај тоа голем дел од нашите земјоделци сепак ги палат тие страништа, не знаејќи при тоа дека тие всушност го уништуваат биодиверзитетот кој што е во самата почва, односно голем број на инсекти, мали животинки кои што живеат таму со самото палење ги уништуваат. На крајот од работната средба беа представени и другите бенефити од користењето на оризовата слама, како рециклирање на хранливи материи и нутритиенти во отпадната мил, како и позитивното влијание врз плодноста на почвата и намалување на емисијата на стакленички гасови и значително намалување на палењето на страништата. Носител на проектот е Фармахем, а партнери се Центарот за развој на Источнопланскиот регион и Македонското еколошко друштво.